Ете, гледај се што си направи. Гледај што ти пред предрасудите. Чубо си носев дресчиња ова она да луфтира од тие австралиските. Ама не, срамота било рамената покри. Оти до рамената е дојден. Тие голи излегват пред камера, онде не се знае поќе кој снима, шо снима. Ама јас требало рамената ги имам покрие. Оти срамота било. Ја мајката, што му фали на моите рамења, ве? Како може за некој ни едно правило, а не важи некој мора сите и почитува? За некој мајка, за некој макија. До кога со тој муаве? Еве и покриени се долак овај пат и лактите не ми гледат. И поубава академик. И после ги ми речи некој не функционирал судскиот систем. Како може да не функционира ако кој стигна судија стана мора? Не само залишта за се, нема тема, нема нешто да не се случи, да не се види, да не се осуди овде. Дури Меси го осудија човек. Го местел светското, за него работеле сите тие. Договорена била работата. Оти поуспешен од тие што ги сакат луѓе. Идеме тој врска нема, ама со врски е там. Боже, туку даја да си пуштам шпица, дурне ми имат осудено и за та шпицата, па да видиме после судо кај ќе не однесе. Ајде ба те пуштам. Уште не почнато видеото го осеќам судо за муабето со Меси. Гарант сега има суради што гледаат ова и што велат: ој толку разбира. За песи навива, врска нема од живото местено. Добро бате, кој е местено? Што не бувниш едно ливче дека Аргентина ќе те пиши го бе? Ко сте толку сигурни дека е местена работата? Што не пиши? То го чекат овие кај што пишите ливчињата. Пошто машала мала индустрија е во прашање, малце пари се вртат и машала ништо не е местено од таа индустрија. Не се сите муабети, и контроверзи направени со некаква причина, нема врска. Не, така е кој што велиш местено е, Меси не го бива за логорди да го пуштиме да игра, ама ке те Аргентина. Пиши ја ич неа дума. Седи врховен судија си ти знај. Никогаш не сум можел да ги разберам луѓето брат. Мислам, разбирам да навиваш за некој тим, да сакаш некој поке, некој помалце. Ама не можеш бе да ги судиш Меси, Роналдо и Неймар и не знам кој. Овај бил поарен, онај бил поарен. Сите тие што се таму стигнати на то ниво се надпреваруваат одлични. Ти можеш да сакаш некој поке, некој помалце, тоа е нормално. И да навиваш. Ама не бе брат, вие судница направивте, кој стигна судо го фрли сегде. Пошто ако нешто немој да ти прости македонец, тоа е успех бате, без разлика кој си од кај си. Кој е тој беси толкав успех да прави? Шо пак ќе победва светско првенство? Не може бе местен. Тоа е највелениот муабет на сите што некогаш пробале нешто се надпреваруваат, ама не успеале. Местен. Оти тој или оти син му не успел да направи нешто и одма местен. Е така и со ова се. Човекот на 39 години, она му игра ко на 16, за разлика од минатото светско првенство кај што ми беше малце ко недоквакан. Овде гази, дрибла, го шуткат двајца кај третиот колено паѓа, за тоа никој збор не вели, пошто така, ако му е тоа. Земат се радват човече на туѓа несреќа. И наместо да се влечка и да се прпелка брато по 20 минути, како го собраа тие двајцата, се зеде в колено и ја се направи во челото, стана одма, намести топка да продолжи да игра. Тоа е спортист. А не ми правите муавет за балерини, он негибнати шо паѓат. Нуркач, и знаеш шо, дај Боже да победат пак. Дај Боже уште едно светско да освои и други награди да му да. Алал да му е на батето цел живот го осте во фудбалот, без скандали, без контроверзи, без глупости, буквално чисто спорт. И дај Боже да му успе. Зато душа дур да излезе емисијава мошки испаднат, не е битно. Битно нека победи тој што ќе би најдобар. Па нека судат судите после. Нешто ми е најаго кај тие судите, што не судат работи што треба да ги осудат, туку судат глупости брат. И судот нормално е едностранно. Например, никој никогаш не осудва тоа што се дешава со државата последните 35 години. Шанса нема. И тие што осудват само од контрастрана, пошто нели сите се поделени негде. Или џа или бу. И овие што се од џа зборат контра бу. И овие од бу контра џа. Тоа е само таков суд. Судо на домашна адреса никак. Тоа нема шанса, не постои тоа. Како ти да се судат безгрешни суштества? И ако не дај Боже му речиш нешто, не знам пример, што овој украл толку пари, одма контра влегва за другите. Век не е битно овој што крадел, што правил, тука тоа нема врска. Она му што правеше да видиш. Ти му кажеш добро, тој краде. Јас за овој те прашувам. Не, овој, она. Значи немам да сватам брат. Ќе се направи при очи слеп. Не знам што ќе се направи и ќе поддржи. Ама тие таму не чини. Што уште појако? Што и тој е зијан од тој што краде. Ма тоа не е битно, ти онај да видиш. Неверојатна работа. И во глобала тие што прат милиарди на начин на кој не треба ги прат. Не е битно, вате дозволено е, браво, салал да
да вие успешни сте. Нема суд, нема ништо за не. За кој има суд? За мене, за тебе, за Петко Трајко, тука небитно. Ќе најдат некоја баба цвеќе продава за неа суд и буквален суд и од луѓето осудва. Што значи наравно учение, ојте прајте милиарди негде за да не ве судат. Од иначе цел век осудени ќе бите. Видиме мене при. Кој стигна судо го фрли. Берикјачо се непрецизни па не ме годат судовите. И до судовите предрасуди, почнувајќи од професија па натам. Пошто стандард чим си пејач се знае. Пијаница, наркоман, женкар, коцкар, пусти куќа. И така на крај нема листа. Небитно што ти ни пушиш, ни пиеш, ни ти ништо не правиш, буквално ништо. Нема везева, те пејач си, со здравје си го носи. И такви предрасуди за сите имава. Што бил тој доктор? А сигурно има парино. Гарантија вара жена. А таму трета смена по болниците знаеме што брат. То се сричината таму. Значи автоматски ако си сестра негде по болници, исто со важи за те. Само минус то со парињар. Уствари за жените без разлика која професија работиш, мање више предрасудите тие. Ако работиш в бутик, таку знаеш што прај со газда. Ако работиш в продавница, ки е што прај со газда. Ако работиш во фирма некоја со поќе вработени, поголем, ки е што прај со кизеј кој. Па да не правиме муабет за по казина и по други работи. И виж сега сваќам дека уствари никој не збора за жените дали прат пари или не прат, битно кузна и шоп. Ама зато кај мажите е многу битно според работата дали прај пари или не прај, то дали прај нешто друго одстрана, то нема врска тоа во позадина. Кај работи рече овој, уба плата зема та. Кине и шопрат, ама уба плата зема. Ти рече кај работиш банка. Банкар значи банкар. Чиме банкар мора пари на да зема. Кодеме кој банкаро на лиле. Исто така не е банкар, па те мама добро. Демек чим работи в банка, парите од цела банка негој се вработене на плата е та. Колку ти што земаш и тој зема толку. Ама не битно банкар. Кине како ги замислуваат чекмеџето дома си го чуват, можда сефо дома. Ќе работиш мајстор? Со те подработи. Чим не пофалат професијата со пари мислат дека не земаш брат. Не се свесни дека мајсторите уствари поплатени со од банкарите моментално, ама нема врска. И на крајот на денот кода е битно во живот. Сам добро, на многу луѓе тому е побитно отколку човекот каков е, ама нема веза. Значи секоја професија и буквално се останато во животот, се си носи некаква предрасуда, се си има некој судба. Мислам ако ти чини арно, ако не, кој те праша? Особено па ако правиш нешто вака како ние што правиме, што снимаме видеа, што клаваме по YouTube и по Instagram. Ко малце да ми осудва на првата професија, па са и другата таква одбира. Битно луѓето убедени се дека кузе го пари се прат со. Снимате вие видеа киде што пари прат. Ако ти ја покажам сметката бе бате, ќе речиш ти стварно си зами. Ќе речиш што си ја мачиш душата, оди одмори бе. Не сваќато ти кефо нема цен. Или што би рекле одредени љубоморни човеци таму по Facebook. Оди земи работи нешто. Батуле да знаеш колку не сум застанат со работа и колку ова ми е релаксирање. Да излезам да си се изборам за да можам да си отспијам раја. Ќе речиш дај да дом да ти поможам, ама добро. Не треба, не е проблем, секи си сработи. И мислам дека доста е за денес. Пошто ко што рековме не една професија ова моето 200 ги имам, дом да сработам нешто друго. Пошто знаеш како животот не праш. Вие останете ми со здравје, олавајте со судо малце и ние се гледаме наредна епизода. Поздрав и имајте убав ден.